Веќе добро знаете дека следува вториот разговор за ова утро, а како што знаете, ја видовте и претходно, за гостите ова утро е нашата Искра. Нејзин гостин е Сашо Кузмановски, уредник на Спортското радио. Добро ви утро. Добро утро. Сашо, како сте? Дали сте добро ова утро? Темата ви е Олимпијада, светот пулсира во ритамот на Олимпијадата, беше свеченото отварање во петокот во Париз. Реакциите, Искра... Не, тоа се говоривме со Сашо, значи нема да го зборувате. Тогаш не прашувам. Отворањето апсолутно ќе го игнорираме, ќе го прескокнеме. Тогаш и јас го прескокнувам моето прашање, ве оставам да си разговарате со Искра. Да, ќе зборуваме само за спорт, на отворањето немаше баш нешто многу спорт, така? Апсолутно. Сашо, добро ти утро. Добро утро. Прво си помислив кога станува збор за Олимпијада, тоа е за секој еден спортски работник вистински празник, но работен празник, така што не е празник, можеби работно уживање, како би го нарекол ти? Како еден спортски работник ја доживува Олимпијадата? Па, добро, како посебен настан во секој случај, како посебна инспирација и за работа, и ако знаеш како, исто како и вие, кога влегувате во тој принцип на работа, немате многу простор за уживање, особено кога се работни товарски опрашања, а Олимпијадата е таков настан гломазен, кој што не ти дава простор премногу да се опуштиш, особено што еве и ние како Спортска радио се обидуваме целодневно да покриеме добар дел од тие настани кои што одат во живо, така што убаво зборевме јас и ти пред да почнеме со разговоров дека не успеваме да фатиме се од она што се случува на поредништата. Затоа делумните поканив малку ни треба планер некој да не организира и да сакаш нешто да пратиш, ќе го пропуштиш, за сметка на тоа ќе гледаш нешто што можеби не си сакал, но сепак спорт си е спорт. Успеаш ли деновиве да одвоиш очи и уши од Олимпијадава или не, само како што сме почнале од саботата практично, иако да, рековме петокот го прескокнуваме. Да, го прескокнуваме како па добро, на спортските терени практично немаше ништо, во петокот беше само отварањето и сега 2 дена претходно почна тие фудбалски турнири во машка и во женска конкуренција, чинам имаше нешто и од рагби 7. И веднаш и со скандали почна и тие, така нема Олимпијада која не почнала со скандали, значи сепак станува збор за манифестација во која што учествуваат сите земји практично на планетава кои што имаат своји национални олимписки комитети, а тоа се не знам ако тоа добро забележав 205 земји. Со исклучок на некои кои што се казнети. 205 земји присутни, рекордна бројка веројатно на национални олимписки комитети на оваа олимпијада. Сега знаете какво е општеството, политиката не може да ја одвоите од спортот и кога ќе донесете 205 земји на едно место, нормално е дека некој со некого не се трпи, не се мириса и скандалите се секогаш присутни. Од првата, не знам, Олимпијада, ако фатиме од 1896 во Атина, па до сега, јас од она што го паметам, сега нека нема фаќаат за збор гледачите за се, мислам дека нема Олимпијада во која што немало проблеми, ајде да ги наречам, помали или поголеми скандали. И тие главно со политичка причина. Не знам, од на првата Олимпијада не дошле едните поради тоа што во државата не ги признавале под името кое нешто што имаме ние проблеми имавме во изминативе години. Други не дошле поради не знам војната која што имале, трети не ги викнале поради исто така некаква војна и така, секоја Олимпијада практично некој е незадоволен од своето присуство таму. Или не присуство. Во секој случај ќе се согласиш, претпоставам дека ова е најголем спортски настан во светот, така? Нема поголем. Што е она што ја прави Олимпијадата да е толку единствена и посебна и ни сите овие години да обстои? Дали можеби токму долговечноста? Дали можеби, не знам, мотото под кое што, дали масовноста, што е тоа што ја прави Олимпијадата тоа што е? Олимпијадата како Олимпијада е собир на најдобрите светски спортисти и како таква ја третираме и ние и спортските новинари. И ними име најголем престиж, така? И најголем престиж. Секој спортист, особено оние кои што се во олимписките спортови, дека има и неолимписки спортови, но грото од спортовите се олимписки спортови, иако од Олимпијада во Олимпијада дел од нив излегуваат, се враќаат на листата на спортови во Олимпијада, пред се тоа зависи од домаќинот на надпреварувањето. Во случајов Париз, не знам, влезе брейкденсот оваа година како промотивен спорт. Јапонците си го внесоа каратето, па тоа беше само една Олимпијада, па сега го извадија. Па не знам на следната Олимпијада ќе видиме некои други спортови кои мене не ми се познати, искрено. Дури има спортови кои што се
од она што го видов дел од извиднички игри кои што влегуваат сега како спортски манифестации. Не знам, може ќе се сетат гледачите, една игра која што е со бркање и повлекување на марамата од вас, па кој ќе ја тргне, нели е победник. Сега тоа има некаква спортска варијанта која што обстојува на Да, еве го спомена поле на брейкденсот, спортот. друг нов спорт оваа година. Апсолутно нов спорт. Да, тоа е синхронизираното или уметничкото пливање за мажи. Да, и како нова Нешто што родова се еднаквост. Да, нешто што Да. се сметало исклучително за женски спорт. Дали сметаш дека постојаното воведување на нови дисциплини создава некоја разноликост, ги збогатува олимписките игри или пак напротив ги обременува и оптеретува? Што знам, што да ти кажам. Види, тоа они ги внесуваат како промотивни спортови, во принцип. Тешко и ретко некој се да задржува повеќе од една до две од олимпијади, зборам за овие нови, но мене ми е навистина проблем што дел од оние што биле стандардни низ годините наназад, полека исчезнуваат од олимпијадата. Еве на следната ќе го нема боксот, но тоа е пак некакво политички проблем со федерацијата Баш која годинава што привлекува многу интерес. боксот секогаш привлекува интерес, освен на првата олимпијада кога бил сметан за премногу насилен спорт и не знам во дел од скандинавските земји кога беа организатори па го тргнале од програмата токму поради тоа, на останатите баш еден од главните спортови. Сега има спортови кои што излегуваат, па некои не ни влегуваат, не се враќаат веќе на олимпијади, ви кревањето на тегови на товар, како што велиме ние, кревање товар исто е тргнато од олимпијадата, таму пак имаше проблем со допинг случаите, премногу допинг случаи во последните неколку олимписки игри, па е тргнато од програмата. А тоа се спортови кои што практично се од зародиш од нова модерна олимпијада, нови модерни олимписки игри. Така што останува да видиме, некои спортови не успеваат да се задржат, иако гледам дека Интернационалниот олимписки комитет низ годините се обидуваше да ги турка како такви, почнувајќи не знам, софтбол и такви некои спортови кои што пред се дојда поради американското подрачје каде што беа дел од игрите, не знам, Атланта, Сиднеј и така натаму. И тешко успева да се задржат, горото тоа е тоа што народот сака да го гледа, иако ми изненадува во Париз деновиве, скоро да не видев терен на спорт кој што е, мислам, трибини кои што се празни или полупразни. Интересно е, вчера разговаравме, гледав завршница на стреличарство, надпревари, први дуели во одбојка на плажа со полни трибини. Јас малку се изненадив кога слушнав пред игрите дека рекорден број на билети се продадени за оваа олимпијада, нешто над 8 милиони беа, уште можеби 20 на 30 дена. Незамислива бројка, искрено, пред почетокот на олимписките игри и навистина делуваат фасцинантно и мислев дека можеби е малку повеќе реклама отколку вистина, ама до она што го гледам на терените, навистина нема игла кај да се фрли и тоа покажува дека навистина има огромен интерес, што домашни, а веројатно и огромен број туристи кои што се во Франција во моментов, кои што се дојдени токму да ги следат овие настани. Ако го имате 11.000 гости како спортисти таму, претпоставувате која е бројката на најблиски нивни кои што доаѓаат само да ги гледаат нивните настапи над превари, а реков за туристи и за луѓе кои што се наистина фанови на спортот, бидејќи олимпијада се случува еднаш на 4 години, ако ти се укаже шанса да е блиску до тебе сега кој што е овде во Европа, и добро е да можеш да отидеш. Затоа што следната веќе ќе биде на северноамериканскиот континент, па многу потешко е да дојдете да гледате во Лос Анџелес, на пример, или не знам следната која ќе дојде во Австралија и така натаму како е распоредот на сите, додека се свртат тие 5 олимпијади прошле 20 години за да се врати пак во Европа, ако го задржат принципот на континент по континент. Зашто зборуваме цело време за се делат на современи и на антички олимписки игри. Така да ги споменеме малку сепак и античките со оглед на тоа што првите биле 776 година пред нашата ера. Да. Веројатно говори тоа за потребата на човекот од едно такво спортско надпреварување. Што како еден спортски новинар знаеш за овие антички? Сега многу одамна не знам колку можеме да знаеме на вистина. И тоа што го знаеме дали е точно или е бајка. Од она што го имаме, да, веројатно некој вид на спортски надпревари и надпреварување, иако главното што и како пишен материјал стои е во таа 1896 кога баронот Пиер де Кубертен со неговата идеја нели за преце собир на сите светски земји во вид на некакво единство, во духот на спортот, на тоа олимписко движење, успел да го врати прекол тој систем, иако предпоставам дека е многу поразлично од тоа што било
700 години пред нашата ера. Во секој случај, ако е точно, тоа е за пофалба дека кога траеле Олимписките игри престанувале сите војни. Да. Таква беше, такви биле идеите и на првите модерни Олимписки игри. Мислам дека до некаде и успева и низ години наназад тоа да го направат, иако политиката си е политика и си го зазема местото, па реков, јас не прошла, практично нема поминато ниту една Олимпијада да не се случил некаков политички инцидент внатре во неа, па дури еве ако зборуваме веќе за Париз, трет пат веќе Париз е домаќин, и постојано и таму има по некакви проблеми, од она што јас го знам, го паметам, на првите две Олимписки игри на кои што Париз беше домаќин, 1900-та и 1924-та, главен проблем има французите со американците, како сериозни, како да ги наречам, верници. Французите, за разлика од останатите земји, организирана превари во недела, а дел од американските, грото од американските спортисти протестирале поради тоа што не сака да се надпреваруваат во недела. И таму се дел од оние главни инциденти. Чинам дека еден од нив беше и филмуван во 81-ва во Огнени кочи, една од најпознатата музичка тема, ќе ја наречам, посветена на Олимписките игри, така што секакви случувања има, кога ќе почнете да читате низ историјата на една само Олимпијада, што се има случувано. Јас ќе го злоупотребам просторот и од сите работи што ги прочитав, ќе потенцирам едно токму за ова што се случило за таа Олимпијада во Париз 1900 година, но како позитивно ќе го кажам, тоа е првата Олимпијада каде што им било дозволено на жените да учествуваат. И знаеш што е интересно, ги извини ќе те прекинам во тој сегмент. Баронот Пиер де Кубертен, кој е воспоставувал идејата за формирање на Олимписките игри, интересно е што им бил главен поборник на тоа сите да бидат опфатени, а подоцна дури жените. Да, дури жените. А подоцна како прв човек на Олимпискиот комитет, значи на првата организација на првата модерна Олимпијада, тој се потпишал на одлуката да не им биде дозволено на жените. Пишманаџија. Да, пишманаџија, да. Со тоа што веднаш за 4 години потоа е нели промената одлуката, па и први жени доаѓаат во Париз да учествуваат на игрите. Да, вкупно 11 жени им било дадено нешто тенис, голф таму толку. Па машки и женски спортови. Сте поделбата на машки. Морам да цитирам под кое образложение не играле жените, затоа што нивното учество било непрактично, неинтересно, неестетско и некоректно. Како би била Олимпијадата без жените, кажете? Па нема сигурно да биде. Некои надпревари во женска конкуренција се исклучително интересни и возбудливи, особено последниве 2 дена, знаеш, уште сме на старт на Олимпијада, предпоставам кога ќе дојдат атлетските надпревари ќе биде уште поинтересно, ама пливањето како дисциплина е пак до толку интересно, зашто навистина има некои пливачки звезди кои што имаат фантастични резултати, така што мислам дека од таа конкуренција жените и во екипните спортови, репрезентативните спортови носат навистина вистинска драма. Вчера зборуваме за стреличарство, кај нас не многу популарен спорт, имаше страшно финале во женска конкуренција, зборувам, каде што ќе дојде некој податок дека Јужна Кореја, не знам, 10 години поред нема загубено финале во тој спорт, по рејките. Истина, има жени, почнувајќи од Лариса Латинина, која е првата дама со 18, мислам дека медали од Олимписки игри, моментот е најтрофејна во тој дел. Жените си имаат своје место, им треба да си имаат нормално, а чинам дека Париз, ако не се лажам, или Токио, минатата, една од овие две Олимпијади, не ме фаќате за збор, една од овие две Олимпијади е првата во која што имаме потполна рамноправност. Колку мажи, толку жени учесници на Олимпијадата. Сашо, ајде сега да ни помогнеш како да се организираме. Вие како успевате да пратите се? Рековме уште многу дисциплини за кои што не сме ни чуле до сега. Како да ти кажам, сега и Олимпијадата е настан во кој што секој ги следи своите афинитети. Прво тргнуваме сигурно тоа. Ние како спортски новинари не можеме да ги следиме нашите афинитети, затоа што мораме да ги испратиме се. Главно се секако дневните содржини во финални дисциплини, поделба на медали, бидејќи Париз има распоред на надпревари, знаете веднаш денеска
каде се има финале и кои се финални дисциплини и во принцип на олимпијадите тие се добро распоредени, да не се покриваат премногу, не може се да се одбегне, но во принцип се распоредени во текот на денот, така да можете да фатите повеќе од финалните дисциплини. Остатокот е на љубителите на спортот и она што можат да и она што сакаат да го гледаат. Знам дека во оваа прва фаза и не се многу интересни екипните спортови, додека не почнат тие битки за медал, па можеби тука е сега малку поубава шансата да фатиме пливање, финални дисциплини на стартот, еве некои од овие спортови кои што не се кај нас многу популарни во светот се навистина интересни и доста популарни, тоа што го гледам и според посетеноста. Еве вчера гледав и скейтбординг, кој што не сум имал можност да гледам и таму деца од по 12, 13, 14 години, интересен спорт, веројатно во кој границата со оглед на тоа што сепак станува збор за некакви улични трикови кои што се прават, тоа се надпреварувачи во таа граница, некаде од 13 до 20 на години во максимум. И тука има интересни надпревари, интересни борби, па сега колку ќе има време и кои се неговите афинитети, веројатно ќе направи добар избор. А програмата е обемна од колку? Од 8 импулса бајле, практично до 23 навечер. Ти лично што нема да пропуштиш? На што ти ќе се фокусиран вон твојата работа? Сигурно нема да ги пропуштам екипните финалиња, особено кога е кошарката во прашање. Ракометот сигурно, по дефолт затоа што дека нас е спорт број 1. Одбојката ми е посебна пасија и не ги пропуштам нити овие надпревари кои што се во групна фаза, затоа што на сите практично екипни турнири тука се 12 најдобри светски репрезентации. Не може да очекувате лош надпревар во принцип. Можеби некаде има некаква разлика во квалитет, пред се поради тоа што замор, нешто. И замори и тоа што учествуваат можеби дел репрезентација од другите континенти кои што не се во врвот, особено кај ракометот, можеби тоа малку поизразено, во кај другите спортови, кај кошарката и кај одбојката такво нешто нема, затоа што било кој континент репрезентациите што доаѓаат се исклучително квалитетни. Веројатно тоа нема да ги припуштам тие три спортови и секако пливањето и атлетиката кои што се навистина едно посебно уживање, особено кога олимпијадата во прашање, тоа е врвот на кариерите и на пливачите и на атлетичарите само и по себе, не дека и на останатите спортисти и нормално македонските спортисти, нивните настапи, искрено се надевам дека имаме 2-3 адути кои што можат да не изненадат со добар настап и се надам дека ќе биде така. Маратонската трка на крајот како шлак на тортата на целото ова надпреварување, мислам дека и со нашиот Дарио Ивановски ќе биде посебна инспирација за гледање. Тука е Мила Релич во теквондо, каде што може исто така да се обидеме да направиме нешто, да видиме Горов, борачот, колку е подготвен во целата оваа констелација, иако спортот се движи со наистина страшна брзина на раст и ако не го следиме, не можеме ниту да парираме, особено кога олимписките игри се во прашање. Едно е времето кога почнувале овие модерни олимписки игри, па беше важно само да се учествува. Сега веќе на олимпијадите се оди да се освојуваат медали. Таму не одат спортисти кои што Зашто сите прашања ми ги земат? Да. Така е, така. Па, Тоа сега те прашам дали уште тоа или треба ли да се победи, а не само да се учествува. За да стигнеш денеска на олимпијада, треба да бидеш европски или светски шампион во најмала рака. Во најголемиот дел од спортовите. За екипните да не правиме муавет, веројатно знаеш и предпоставуваш кој игра. Зборуваме 12 репрезентации са таму. Нема таму шанса некој да отиде ако не е врв, како велат топ левел на спортската гранка. Истото е и во поединечните спортови. Вие за стигнете на теквондо, на борење, на не знам, ајде уште зборувам за овие наши спортови, за бокс или како така, вие ако немате европски или светска титула, вие не можете норма да добиете. А таму нема wild карти за не знам за 50 за 100 луѓе. Таму има можеби покога ќе бидејќи таму се ростерите почнуваат од 16 финали или не знам од 32 надпреварувачи во категорија. Сега вие треба да бидете меѓу тие условно 25-30 најдобри во својата класа. И јасно е дека веќе на Олимпијада одат сите што дошле во одредена категорија, сите се дојдени да јуришаат на медал. Да победат. Да. Минатата недела Дејан Георгиевски ни беше нашиот олимпиец, токму делумни тоа го зафативме. До сега во историјата на Македонија вкупно двајца отише со норма, се друго е со wild карта. Сакав исто на самиот крај, токму да зборуваме каде е Македонија во светов на олимпијадата. Оваа година
6 учесници. Што е со таа бројка? Дали е реална бројката или пак само 6? Ова што го кажав, веројатно Говори, ти станува јасно да. зошто е 6, од кои пливачите се со валдкарта, Дарио е со резултат, и Мила Релич, иако и кај нив се тие универзални покани кои што ги добиваат, но во однос на остварени резултати на нивните ранг листи кои што ги имаат во надпреварите, исто и за Егоров влезе со таква покана по резултат. И сега ги споменав, тие се луѓето, ние во екипните спортови многу тешко, еднаш имавме шанса преку ракомет, не успеавме да го искористиме тој моментум, знаеш, кога ќе го добиете за влезете на Олимпијада, и искрено се надевам дека ајде како одминува времето дека ќе успееме да извадиме олимпици во овие поединични. Па да, тоа е прво лична работа на спортистите, а потоа тренери и надпревари. Знаеш, ако сам спортистот не вложи во себе максимум и да е решен да оди на Олимпијада, да направи таков успех, тешко дека некој може и со било каква помош од државата да возьме. Не се прави олимпиец на €1.000.000, па ќе направиме олимпиец. Тешко се прават такви спортисти ако немаме спортист во кој што треба да вложиш материјал. Многу тешко, а за медалите искрено се надам дека може некој да не изненади. Знаеш, тоа се спортови каде што се За оваа година? Па и за оваа година. Тоа се 2-3 круга во поединечните спортови како теквондо и во борењето, еве зборувам конкретно. Каде би било да се израдуваме повторно. Па зошто да не е, така како тоа што го направи Дејан пред 3 години во Токио, 2-3 победи врзуваш, од 16 финале влегуваш до веќе борба за медал. 2-3 победи готово. Па ама треба најдобри да ги победиш, тоа е проблем. Види, тоа се спортисти и за Егоров, кога зборувам, и за Мила Релич, кои што имаат европски медали. Значи не зборуваме за спортисти кои што отишле таму за да само да се представат, да се прошетаат. Сепак тоа се спортисти кои што имаат резултати. Сега едно вие дали ќе го потврдите тие ваши квалитети таму, друго е какви противници ќе добиете. Сега ако би се падне светскиот шампион уште во прва рунда, веројатно е хендикеп плюс, не дека не можеш да го победите, да се обидете, ама е проблем, нормално. Сега ако ќе дојдете во таа фаза, па и како победувате, растат и апетитите и самодовербата. Така да ништо не е случајно и ништо не е невозможно. Зборувам за одреден круг на спортисти од овие кои што се таму. Ирина, новинар, ние можеме до утре да зборуваме. Јасно ти е тоа. Додека трае Олимпијадата може да се зборуваме. Сашо, многу ти благодарам на ова твое гостување што одвои малку време за нас. Ќе се вратиш повторно во светот на спортот. Или јас да видам до каде сум оведела. Што си научил, да повториме, да. Ви благодарам и на двајцата, на вистина со внимание ве следев, како што кажавте, круната на секој спортист е нели баш Олимпијадата. Да ги оставиме гледачите да уживаат уште овие 15 на дена нели во секој си има за секој вкус по нешто. Ви благодариме.